Добре дојдовте. Свесна сум дека не сме добре дојдени во оваа куќа. И онака си заминавме за да не се враќаме повеќе, ама бевме приморани. Повторно, Джим? Господе ве благослови, господја Селда. Да не дојдовте вие, да ни влеете доверба и храброст. Во моментот немаше каде да одиме, немаше да имаме сигурно. Мамо? Дома настана хаос. Джем никако не поверува дека немаме пари. Се колнаме, едва ја спасив несрин од него. Нема спас од овие. Јас претходно се сретнав со Джем. Воопшто не личеше на таков тип. А, чедо, ти не го познаваш каква змија е тој? 2 дена не ни даде мир, убеден дека имаме пари. Избегавме и дојдовме без да ги земеме и куферите. Добро, Фатма, добро. Јасно е дека сте се вратиле. Одете во кујна да јадете. Ниту еднаш не вечеравме во мир и спокој како мраз стана. Ве замолувам сите вас да се затвори темата за Несрин и Фатма и да вечераме. Ипек, ние сме многу гладни. Од вчера немаме ништо јадено. Јадењето е топло, земете си. Зарем не ја гледаш нашата состојба? Човек ќе покаже малку разбирање. Што ви фали? Во ред, Керко, во ред. Можеме ние и без да јадеме, ајде. И јас да влизам да проверам да не им треба нешто. И онака гледам, ниту ти, ниту Еми не. Не сакавте ни едно обично добре дојде да ни кажете. По сето она што ми го сторивте, да не чекавте добре дојде да ви кажам. Ме наклеветивте вие. Пред цело семејство рековте дека сум во врска со синон, ме посрамотивте. Кај сите барате мана и тоа покрај толку зло што имате направено. Добро, добро. Нема смисла постојано да се навраќаме на минатото како расипана плоча. Добро, че дајде, сторивме такво нешто, ете, се случи, ете. Не јас, туку вие се навраќате. Керка ти не прифаќа дека е слугинка тука во куќава. Се замислува дека е газдарица, а мене слугинка на која може да и наредува. Меѓутоа, и таа е слугинка во оваа куќа, исто како мене. Мамо, јас одам во собата. Нема да јадам. Чекај, јас доаѓам. Не, ти седи и јади. Не, јас доаѓам. И онака немам веќе апетит. Навистина многу ме изненади, Селда.
И мене. Не можев да издржам никако. Кога помислив на Хикмет, бев да ги видам, но тоа што го видов ме уништи. Само што влегле дома, ја удрил Несрин. Рекол дека доаѓаат од богата куќа и имаат многу пари. Ја натепал. Безобразен човек. Штом тогаш толку ги малтретира, зошто тогаш мирно не си работа тука? Затоа што, сине, постојано им се даваше до знаење дека не се пожелни овде, затоа. Навистина не размислувам како тебе. Не е во ред да се обвинува само едната страна, овие стојат позади секој збор, тато. Сигурна сум дека Несрин ја сватила вредноста на местово. Сметам дека после ова нема да имаме никаков проблем. Како да го одобруваш тоа што го сторил Джем? Како и да е. Јас сега ќе излезам малку, сакам да подишам свеж воздух и онака немам апетит. Немој ништо да ми кажуваш. Од сега не ме засегаат ниту Несрин, ниту пак Фатма. Тие две проклетнички се веќе твоја одговорност. Барем еднаш спокојно да вечеравме во оваа куќа. Што се случува со вас? Да не изгубивте милоста? Дали го видовте лицето? Туба, од сега повеќе не сакам тензии. Не грижи се, мама. И јас мислам исто како баба ми. Од сега Несрин е мајка и се твој проблем. Емине? Мајка ми ја боли главата. Има ли лек против болка? Се разбира дека има во фиоката овде. Мамо, без тој лист не можам да влезам на испит. Мамо, може да те побарам подоцна? Треба да ја исклучам. Добра ноќ. Несрин, не сакам да се расправам со тебе. Ипек, треба да разговараме. Слушај, вака не бива. Постојано доаѓаш и ми се закануваш мене, и тоа за нешто што не сум го сторила. За нешто што не си сторила. Со своји очи видов, намерно ја запали ти таа помошна куќа. А зошто би сторила такво нешто? Затоа што сакаше да живееш во вилата. Браво, имаш многу бујна фантазија. Не е фантазија, Несрин. Намерно и сакајки ја запали помошната куќа. Ама во вилата сме тутнати во една мала соба. Дури и бањата ја делиме со вас. Зошто да ја запалам помошната куќа кога можев мирно и спокојно да живеам таму? Бидејќи не помисли дека тука ќе бидеш туткана во мала соба. Во ред. Што мислиш дека го запали в тоа место? Оди и кажи им на домашните. И ти е вака убаво да те стават пред вратата. И ти ќе бидеш приморана да одиш кај твојот сакан очув. Слушај, Ипек, јас можам да го замислам пеколот во кој што си живеела.
Јасно е дека имаш еден гнасен очув. Ако сакаш да се вратиш кај него, оди спокојно и стури го гневот што го имаш кон мене. А ако не сакаш, ќе седиш мирна и ќе дозволиш спокојно да живееме. Воедно и пек, ние доаѓаме од иста средина. Јас имам еден гнасен полубрат. Нема нешто што не би го сторила за пари. Јас никако не сакам да се вратам кај него. Ако поради тебе бидам приморана да се вратам кај него, да знаеш дека и тебе ќе те повлечам со себе. Ипек, Што мислиш дека ја запалив помошната куќа? Тогаш можеш да претпоставиш колку безмилосна можам да бидам. Ако јас заминам, и ти ќе дојдеш со мене да знаеш. Ипек, Доаѓам. Глупава. Мама многу ме збуни. Уште и станала, отишла по нив. Ама Туба, да си најдеш некоја друга занимација? Обиди се да си создаде живот надвор од оваа куќа. Од здодевност им се наврте на Несрин и мајкај. Така ли? Во ред, јас веќе нема да се мешам. Несрин повеќе не ме интересира. Токму така. Требаше порано да ја донесеш оваа одлука. Како што кажа? Зашто немам друга работа, дознав што мустра е Несрин и се обидов да ја спречам да му наштете на семејството. Ама за жал не успеав. Сите ме гледате како вештарка која измачува кутро девојче, така ли? Каква врска има Туба? Јас само... Многу добро разбрав што сакаш да кажеш, Берен. Добро, веќе не се мешам на девојката и може да ја затвориме темата. Туба, мила, ако смирено ме слушаш, ке разбереш што сакам да кажам. Јас го барам ова од тебе само татко ми да биде спокоен. Остави ги мирно, нека си работат. Секако, ако сметаш дека можат мирно да работат, јас нема да се мешам, добра? Туба, те молам. Нема смисла да се лутиш и да се навредуваш. Јас го барам ова од тебе само поради спокојот во куќава. Те молам, не ме сваќај погрешно. Не се навредувам и не се лутам, Берен. Нели јас немам занимација? Па за да не се занимавам со нив, сега ќе си најдам нешто, добра? Туба, не се подбивај со мене. Треба да ги isfrли тие глупави мисли од умот. Ништо не може да има меѓу Несрин и тато. Не. Несрин. Фатма. И во кујната ги нема. Господе Боже. Си заминале. Господе Боже. Влези. Слободен ли си? Влези, Фарук. Токму тебе те чекав. Добре, деде. Седни. Јас мислев дека ќе го видам Керим, ама повторно го нема. Од рецепцијата ми кажа дека ти си овде. Си реков да се напиеме по едно кафе. Добро си сторил. Никако немам среќа да се видам со Керим. Овој период Керим гледам постојано е во проблеми. Не разговаравме баш добро, ама изгледа некој будала и се пушта на Берен. Не прашувај. Веројатно човекот бил поврзан со тендерската мафија. Керим ми кажа.
Целото семејство минува низ тежок период. Што да ти кажам, Хасан? Однадвор Керим личи како да има живот да му завидуваш. Ама колку што јас гледам однатре баш и не е така. Од Керим ли ги знаеш овие работи? Малку поразговаравме. Колку што разбрав, Селда е малку тешка жена. Селда е причината зошто Керим никако не одговара на моите покани. Јас знам дека поради тоа што Селда не сака, тој секогаш наоѓа изговори. Керим многу е чуден, Фарук. Навистина не знам како со години ја трпи таа вообразена жена Селда, мајко му. Селда од секогаш беше таква. Воопшто не е сменета. Не знаев дека ја знаеш Селда од порано? Хасан, те молам Керим да не слушне за ова. Молам. Здраво, синанчедо. Добро сум, благодарам. Во фирмата ли да дојдам? Што знам, да не е погрешно јас да доаѓам таму. Може би татко ти ќе се налути ако слушна дека адвокатите од фирмата помагаат, нели, а? Па добро, штом така велиш, тогаш ќе дојдам. Важи, душо, ти прати ми адресата и јас ќе дојдам. Бе, Господ да те благослови. Се гледаме. Колку добро срце има детево, а? Камо среќа и син ми да беше со мене. Ке имав на кого да се потпрам и за кого да се држам. Кога и родителите ме фрлија на улица и дури не прашаа за мене. Туѓо дете да се труди да ме спаси од гнасата Хазим, Господе Боже. Не. И да умрам не се откажувам. По секоја цена ќе се разведам од овој Хазим Белјата. Види ти, мајка, значи Селда ти била поранешна девојка, а? Да, дури бевме и пред свадба. Ме остави кога се запозна со Керим. А Керим знае ли за ова? Не, кога се сретнавме, Селда се преправаше дека не ме познава и јас не сакав да излезе дека лаже и поради тоа молчев. Сега подобро сваќам зошто упорно ги одбива твоите покани. Се плаши да не се посомнева Керим, може би? Точно така. Хасан, Керим не смее да дознае за ова. Штом Селда го крие ова, сигурно има причина за тоа. Не грижи се, секако дека нема да кажем, ама Керим е зрел човек. Мислам дека нема да му пречи што жена му имала врска пред брак. Хасан, ти реков дека бевме пред брак. Ме напушти за пари. Секако не би сакала Керим да го знае ова. Ете така, бато Четин. Тетка еше е во многу тешка состојба. Мажот и оној Хазим многу лошо се однесува со неа. Поради тоа сакам ти да го водиш случајот. Не грижете се вие. Ако е така што велите, ќе се разведете во едно рочиште. Навистина ли? Зарем толку бргу? Господ да ве благослови, господине адвокат. Само за да покренам тужба во ваше име, треба да ми дадете полномошно. Подгответе се што е потребно. Тетка еше ќе подпише. Што поскоро да се спаси од тој одвратен човек и да биде раат. Да, вие подгответе се што треба. Сакам што поскоро да се разведам од Хазим. Само да знаете колку ме измачуваше. Ако не се придржува, ќе изврши прекршок и ќе се казни. Не грешете се, бидете спокојни. Навистина ли? Нема да може да се приближи до мене и куќата? Мислам дека парницава бргу ќе заврши и сите ќе бидете спокојни. Не плаши се.
Хазим нема да го сопре ни тоа. Не плаши се ти, тетка Ајше, ако е потребно, до крајот на случајот ќе те сместиме во друга куќа. Ах бе, чедо мое, ти за мене стори се што можеше. Не грижи се, тетка Ајше. Мислам дека парницава бргу ќе заврши и сите ќе бидете спокојни. Дај Боже, чедо, дај Боже. 100 години да мислев и немаше да ми текне на Селда и Фарок. Видија ти, господја Селда, и уште ме критикува. Не и се допаѓам, а и самата го напуштила Фарок за пари. Веќе нема да ми префрлуваш, Селда. Види, и ти си имаш тајни, жено. Разбирам, господина Селим, разбирам, ама ве молам, искористете ги сите можности. Бидејќи немам повеќе трпение да чекам јас, ве молам. Каде си, златна моја ќерко? Само да знаеш колку се каам што те напуштив. Како ли го сторив ова зверство? Како? Мамичке ми кажа дека си дошла. Добро ли си? Добра, само сум малку уморна, тоа. Каде беше? Бе во здруженијето како и секогаш. Потоа се сретнав со една пријателка и разговаравме. Мама, сигурна ли си? Многу лошо ми изгледаш. Види, се натажив за едно малечко и болно детенце. Добро што здруженијето се нафати да плати за лекувањето. Мојата мајка Ангел, ама слушај, одвои време и за себе изгледаш многу уморна. Во право си. Се чувствувам психички уморна. Те молам, не ме гледај така тажно со тие очиња. Малку се растажив за тоа што се случи вчера, ама тоа е се. Ајде сега си внесе доле, јас ке дојдам, важи? Во ред, мамичке. Синан, ти во фирмава ли си, сина? Не знаев дека ќе дојдеш овде. Дојдовме да разговараме со Баточетин, тато. Патем да ве запознам, ова е тетка Ипек, мајката на Ајше. Така ли? Здраво, добре дојдовте. Да не има некој проблем, чедо? Тука сме за тетка Ајше да поднесе тужба за развод. Хазим, мојот маж, очувот на Ипек, проблематичен човек е. Не остава намер ниту мене, ниту пак ќерка ми. Сакам да се разведам. Господин Синан рече дека ќе ми помогне и ме повика тука. Затоа дојдов јас. Добро сте направиле. Господин Четин е многу добар адвокат. Ќе направи се што треба. Бог да ве благослови, господине Керим. Да е жив и здрав, Синан многу ми помогна. Блазе си ви што во денешно време сте воспитале вака совршено и совесно дете. Навистина сте срекни. Да сте ми живи и здрави. Повторно не одговара. Што ако Хазим Гнасата дошол дома? Како ќе дознам? Јас многу се грижам.
Ај, ќе умрам. Се колнам, готова сум. Не се доволни обврските во куќава, сега и кај Хандан додам. Ипек? Што е, да не ти кажа некој нешто? Не, никој ништо не ми кажа. Не можам да ја добијам мајка ми, многу се загрижив. Ај, ами Ипек, не паничи секогаш кога нема да ти крене? Не слушнала жената, почекај малку и повторно бареа. А што ако очуват дошол дома? Толку или е лош тој? Види, сега и јас се загрижив. Ајде побарај уште еднаш. Мамо? Ипек, мила, чедо мое. Мамо, каде си? Добро ли си? Добро сум, душо. Надвор бев, не слушнав. Мамо, многу се загрижив. Помислив дека дошол Хазим. Не грижи се, душо. Јас веќе не се плашам од него. Разговарав со еден адвокат. Во најкратко време ќе поднесам бракоразводна тужба. Со адвокат ли разговараше? Мамо, многу ме израдува. Ама види, биде внимателна. Тој гнасен Хазим може повторно да стори нешто. Не грижи се ти за мене, убава ќерко моја. Доволно е само да работиш и да си учиш. Јас се ќе средам, ти не грижи се. Штом јас го донесов тој гнасен човек да ни прави проблеми, тогаш и јас ќе се спасам од него. Мамичке, ти сепак внимавај. Те сакам. Ох, што ми мајка ти е добра, тогаш може да се напиеме еден чај. Во ред, веднаш ќе спремам. Девојко, донеси од калачите што ги направи, да ги пробаме. Те чекав и јас, сакав за нешто да поразговарам со тебе. Имаш ли време? Се разбира, Фарук, може да разговараме. Потем што ќе се напиеш? Горко кафе. Ќерко, ќе може да ни донесеш 2 горки кафења, те молам? Ти благодарам. Не ми изгледаш баш добро. Да немате проблем дома? Не, нема. Само што не спиев убаво вечерва. Малку внимавај, пријателе. Не сме ние повеќе млади. Да, во права си. Од работа не можеме да одвоиме време за себе и од друга страна работата не чека, Фарук. Така си е. Потем зашто сакаше да разговараш со мене? Заинтересиран сум за имотот во Измит. Погодно место за фабрика што сакаме да ја градиме. Многу важен регион и за маркетинг и за производство. Рече дека Хасан ти го спомнал тој имот, така ли? Да, јас му кажав за инвестицијата која ја планирам и тој ми спомна мене за тој имот. Влези. Благодарам, ќерко. На здравје. Ти благодарам. На здравје. Фарук, Хасан непотребно ти го спомнал тој имот. И еве вака искрено не размислуваме да го продаваме тој имот. Немој да му се лутиш на Хасан. Тој добронамерно го спомна тоа. Воедно можеме да бидеме и ортаци, што велиш ти? Слушај, Фарук, во моментот компанијата нема никакви планови да инвестира во тој регион, верувај ми, навистина. Немој веднаш да ме одбиваш. Размисли малку. Ако не сакаш да бидеме ортаци, нема да те присилувам. Ама не сакам друг да го земе тој имот. Фарук, навистина немаме намера да го продаваме тој имот. И причината за која што му се лутам на Хасан е тоа што ти споменал имот, иако знае дека тој имот е на Селда. Селда планира таму да изгради куќа на фарма каде што во иднина би можеле да живееме со нашите внуци. Во тоа е работата. Значи утре почнувам?
Токму така, утре почнуваш, Шуле, само прво треба да однесеш некои документи. Во ред, денес ќе ги соберам и ќе ги донесам тука. Само да не ти биде здодевна работава, после манекенството, Шуле. Но и онека поради бебето ќе требаше да го напуштам манекенството. Заради тоа добро ми дојде ова и јас треба да заработувам. Видиш, Шуле, ти не треба толку многу да се грижиш за пари. Јас доволно заработувам. Али всушност има нешто што не ти кажав јас тебе. Не ти кажав, да. Тоа што решив да работам за време на бременоста е повеќе за мајка ми отколку за нашето бебе. Како? Колку што знам, финансиската состојба на очувот е добра. Добра е, ама човекот е многу скржав. Мајка ми сега има некои здравствени проблеми и тој не ѝ дава доволно пари. Шуле, зошто порано не ми ги кажуваш овие работи? Јас сум одговорна за мајка ми, али не е правилно да земам пари од друг за неа. Шуле, зарем јас сум било кој? Веќе ќе се венчаме. Твојата мајка се смета и за моја мајка. Многу ја сакам оваа твоја особина, али иако ти не сакаш да признаеш, јас знам дека во тебе се крие многу емотивен и заштитнички човек. Ако во моментов на мајка ти треба нешто, тогаш... Всушност да, али сакав да те прашам дали може да земам аванс од сметководството тука. Никако нема да сториш такво нешто, Шуле. Колку и да ти требаат пари за мајка ти, јас ќе ти дадам. Благодарам, душа. Многу ти благодарам. Нема на што. Добра ли си, мамо? Добро сум, Керко. Додека јас те зборувам да се грижиш за децата, за мажот и за куќата, ти бегаш. Јас мислам дека доволно се грижа, мамо. И тие се веќе возрасни луѓе, не се веќе мали, за да се однесувам со нив како да се деца. Треба веќе сами да се ги носат одлуките. Гледам какви одлуки носат. Вртат секакви работи зад грбот на татко им. Мамо, те молам, не прават на си кон децата. Заради тоа што им паднало жал за тетката, со добра намера се обиделе да ја помогнат и тоа е се. Повеќе не се слуша мојот збор во куќава. Јас зборувам за ваше добро, Керко. Мамо, те замолувам, покажи малку разбирање кон децата. Тие се и твои внуци, и не ти се непријатели. Понекогаш прекори ги кога ќе грешат, ама те молам, не ги навредувај. Јас ќе излезам малку на воздух во градината. Ако не слушаш многу ќе се каеш. Ама кому му зборувам? Кутар, мој сине, работиш се, мачиш, ама никој не ти е благодарен. Морам да се расправам со Фарук поради тоа што Хасан премногу зборува. Не го кажал тоа со лоша намера, Чичо. Знам, али ама периодов не сакам со никого да се расправам за ништо. Ја побара ли Берен, Чичо? Многу беше загрижена за тебе. Не ја побарав. Заборавив, али. Кога беа мали, јас се грижев за нив, па ги барав, а сега порасна и сега тие се грижат за мене, па ме бараат постојано. Остарев изгледа, али. Воопшто не си остарел, Чичо. Супер си, машала. Десетици млади не ти се рамни. Како да не. Влези. Влези, Хасан, ајде, седни. Хасан, ќе ми кажеш за кои мои недвижности си зборувал и со кого за мој имот? Веројатно мислиш на имото што му го спомнав на Фарук? Точно. Јас му кажав со добра намера, место кое со години не се користи. А и
Идејата за партнерство одлично звучеше. Со ваша дозвола одам во канцеларија. Се гледаме. Ворете ли? Ворете ли? Со лесно нека ти е, сине. Очигледно не ти се допадна што му кажав на Фарук. Хасан, ќе може да те замолам да не зборуваш со никого и за ништо поврзано со фирмата или за моето семејство, може ли? А и знаеш многу убаво дека тоа земјиште е на Селда, не мое. Ако има профитабилна сделка, не треба да дозволиш Селда да се меша. Сепак што и да правиш, го правиш за неа и децата, зарем не? Ако Селда се спротиставува, тоа би било себично. Ти во право си, ама проблемот не е во тоа дали Селда ќе дозволи или нема да дозволи. Проблемот е во тоа што ти, Хасан, си му кажал на Фарук за земјиште што ние воопшто не планираме да го продадеме и си му дал лажна надеж. Извини, Керим. Не е важно, Хасан. Повели, ќерко. Во ред за кратко доаѓам, ајде. Сигурно е Хантан. Молам господина Селим. Господјо, простете ми што ве вознемирувам во ова време. А не ве молам, што ме барате во ова време, сигурно е важно. Да, отидов во бурса и разговарав со пријателката на сестра Нериман. Што ви кажа? Рече дека ништо не знае, дури и да знае нешто, жената е решена да не зборува за тоа. Зошто оваа жена е толку тврдоглава? Многу непријатна жена. Рече дека ако уште еднаш ја вознемириме и мене и жената што постојано им тропа на врата во Истанбул ќе не пријави во полиција. Изгледа работава не ја бива. Па тешко е сега, господјо Селда. Нема никаква трага, нема сведоци. Едната што знае е толку болна што не може да зборува. Другата, господјо, знае за сестра ви, ама и таа не сака да ви помогне. Ама рековте дека ќе ја најдете. Реков ќе се обидам, господјо Селда. Поради тоа што замената е направила една од сестрите, во болницата не оставила пишан доказ. Дали ова значи дека се откажувате од работава? Секако дека не е. Само се обидувам да ви кажам колку е сложена оваа работа. Се слушам. Знаеш ли зошто се вратив тука? Затоа што не можев повеќе да издржам да бидам далеко од тебе. Знам дека и ти постојано се бориш со себе. Се трудиш да стоиш подалеку од мене, да не ме допреш. Зарем не? Да. Бидејќи ово е погрешно. Ти си ми аманет од татко ти, Несрин. Згора на се, јас сум женет човек. Но, Кирим, ова не е нешто што може да го контролираме. Понекогаш човек не може да ги спречи своите чувства.
Погледни ме, зарем не гледаш? Не можам да ги контролирам своите чувства. Не можам да поставам граница на она што го чувствувам за тебе. Керим, јас се влюбив во тебе. Несрин, јас сум на иста возраст како татко ти. Возраст ли? Каква врска има возраста? Несрин, го мешаш чувството на благодарност со чувството на љубов. Јас не сум дете. Згора на тоа, сигурна сум во тоа што го чувствувам. Се влюбив во тебе. Бегај, бегај. Да видиме до каде ќе бегаш ти. Боже Господе, девојкава е вистински ѓавол. Колку и да чини ова, морам да ја најдам, кирка ми. Селда? Плачеше ли ти? Малку ме допре книгава. Селда, ти благодарам за разбирањето што го покажа кон господја Фатма и Несрин. Искрено ни на крај памет не ми беше дека ќе одиш кај нив дома и ќе го направиш тоа. Да бидеме реални, Керим, Фатма и Несрин се многу проблематични. Тоа што отидов беше во чест на споменот на Хикмет. Отидов да им помогнам, да им понудам пари, ама кога ја видов Несрин ме здоболе душата. И јас им понудив да се вратат овде. Добро си направила. Керим, Повели? имам една молба до тебе. Помошната куќа е при крај, така? Да. Разговарај со месторите побргу да работат. Најдобро ќе биде Несрин и Фатма да престојуваат таму. Каде беше ти? Бев малку на воздух во градината. Лекот? Нели ќе ми донесеше лек? А немало лек дома. Немало лек дома? Девојко, како може да нема лек во куќата? Како може во една куќа да нема лек против болка? Умирам јас од болка. А и немало ете. Уси гладна сум. Добро де, уште е рано. Стане и касни нешто. Не сакам да го видам лицето на таа подла Ипек.
Таа ли? Таа повеќе нема да ни се меша. Што значи тоа, ама? Девојката знае дека ти го предизвика пожарот, не верувам дека ќе молчи. Добро, јас си кажав тоа што требаше. И објаснив малку за последиците. Како ти успеа тоа? Онака, само разговаравме. Не мислам дека ќе каже нешто што не ја одговара, поради тоа опушти се. Биди раат. Ми пука главата, Несрин. Ој, ќе умрам. Ме бара еден другар полицајец Шуле, мора да се јава. Ало? Да, и јас чекав вести од тебе. Што направи? Најде ли нешто? Кога ќе го види ова, барем малку ќе му се разјасни работава со бебето. И Несрин е опасна. Очигледно се разбира во секакви измами. Во ред. Влези. Ќе ја земев чашата само. Се вознемируваш дури штом ти се приближам, зарем не? Слушај, Несрин. Ќе зборувам отворено со тебе.